Дами и господа, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Јованов. Пред да ви го представам нашиот гостин, само ќе ви напомнам дека во оваа епизода ќе говориме за винската индустрија во Македонија, која што барем според мој впечаток некако зема сериозен замав, барем кога се во прашање оние трендови, светски трендови кои што постојат. На самиот старт поздрав до нашите пријатели од Форма Нова. Посетете го нивниот салон во Годел, комплексот Годел, имаат своји салони и во Штип, во Прилеп, во Куманово. formanova.com.mk за сите оние кои што сакаат и размислуваат да реновираат по најудобни цени и нормално најудобни, ако сакате, гарнитури, маси, што било ви е потребно за средување на вашиот дом. Поздрав и до нашите пријатели од Тренд Ангел, Хом центарот, најголемиот хом центар во Охридно со свој експозитури или продавници овде во Скопје. Реков, во ова издание на Бизнис муабети говориме за винска индустрија, со кого ако не со Дане Јованов или Дане Хермес. Добре дојдовте. Добро ве најдов, Мишко. Добро вечер до сите гледачи. Дане Хермес. Да, Дане Така Хермес. сите ве знаеме. Да, сите не знаете. Добро, во Македонија сите имаме некој надимак. Моето презиме е Дане Јованов, меѓутоа Дане Хермес. Хермес е нашето фамилиарно име, доаѓа од мојот дедо, па преку мојот покоен татко, па на мене, така да тоа е некој генерациско презиме. Не сум знаел ова. Чека, Хермес е презиме? Не, надимак. Надимак Хермес, на така? фамилијата, така. Инаку семејното презиме е Јованов, мојот дедо бил Јордан Јованов, Ѓорги Јованов, мојот покоен татко, и јас сум Дане Јованов. Меѓутоа, кога кажете Јованов, нели има многу во Македонија, така да Хермес. На старт да кажам Хермес како дошло до надимакот Хермес. Значи прво нема воопшто ништо асоциација со популарниот Ерме бренд, туку тоа во Втората светска војна мојот дедо бил заробеник и работел во полињата со жито, значи мејс, и господинот Хер Мејс, и со пермутација на зборот настанува Хермес. Ама види години подосна, или ако сакате колку повеќе од 60 години подосна, и Хермес веќе наликува на еден бренд кога е во прашање виното. Претпоставам, не го мислеле тогаш, меѓутоа добро се погодило од денешен аспект. Па да, сосема сте во право, и мојот дедо и мојот татко и двајцата биле бон вивани, односно големи боеми, живееле за и со виното, така Што да збориш, не? така да тоа би кажал е сосема во корелација. И Дане Јованов или Дане Хермес, и вие сте боемчина, условно кажано, кога е во прашање виното? Па да, меѓутоа се трудам само да ги земам позитивните аспекти од боемскиот живот, додека исто така посветувам внимание и на здравиот живот, како што е возењето велосипед, планинарењето и така. Добро. Доаѓате семејната, како да кажам, не лоза, туку семејната визба е во Пепелиште, така? Така. Од таму потекнувате? Не потекнуваме од таму, ние сме баш од Неготино, стара градска фамилија. Пепелиште е одбрано како локација, бидејќи има доста интересен пристапен дел до самиот автопат Скопје-Атина, така да на само 2 километра е од автопатот. Од една страна, од друга страна, тоа беше еден прекрасен имот кој што, кога го видов, се одлучив за да направиме една мала семејна винарија токму таму, а за напред здравје Божи и живот, исто така ќе направиме една поголема винарија на Лепово. И тоа што значи семејна винарија? Семејна винарија значи тоа што вие како да кажам како производител на вино го работите сето во кругот на семејството, тоест произведувате вино во мали количини, значи негде околу станува збор за производство од околу 30.000 шишиња во овој момент, со планови за развој и визија во наредните 3 години за да стигнеме до 60.000 шишиња. Меѓутоа, бидејќи сепак нашето производство се базира на сопствените лозови насади на Лепово, едно од најпознатите микролокалитети, каде што имаме 20 хектари и плюс 5 хектари во село Курија. Ние имаме и вработени, така да сето го работиме заедно со 6 вработени. Таму војска сум бил во Пепелиште, а иначе да, винарија... Проксимити е многу блиску до армискиот полигон Криволак и буквално реката Вардар го дели Пепелиште и Криволак од двете страни. А винаријата каде е? Исто е? Винаријата е баш на самиот асфалт на регионалниот пат Неготино-Штип, значи на влезот во самото село Пепелиште. И како рековте, колку произведувате? Во моментов произведуваме 30.000 шишиња, значи минатиот април ги пуштивме во промет, инаку самата винарија постои од 2020 година,
а минатиот април беше првото наше појавување на пазарот во Македонија. Можам да кажам слободно од оваа временска дистанца дека самите вина стана вистински хит, бидејќи за тоа го говорат продажните бројки кои што говорат дека виното во моментов е продадено и баш денеска стигнува цел камион со репроматеријали, така да до Свети Трифун ќе имаме полнење на новата реколта и посетителите и консуматорите на виното ќе имаат можност да уживаат во новите берби. Значи станува збор кај белите и розе за 2024 берба, а кај црвените вина 2023. Значи секогаш претходно една берба минимум се зрее. Хермес е виното, така? Да, Дане Хермес е брендот и исто така на етикетата стои Лепово Vineyards, бидејќи ние сме многу горди на нашите лозови насади, на самиот микролокалитет Лепово, кој што го споменав и претходно. Тоа е во срцето на Македонија, во еден еколошки предел. Значи географски се наоѓа помеѓу Неготино и Кавадарци, во близина, би кажал, на селото Сопот, така да е многу интересен локалитет, бидејќи самиот почвен профил таму е комбинација од песок и глина, што дава една многу голема минералност и една многу голема маркантност на самиот ароматен профил кај вината. Неверојатно какво предавање за винската индустрија ќе имаме, доктор на науки. Така да. По што? Доктор на науки по енологија или по производство на вино. Значи врвен е енолог, еден од најистакнатите енолози, кој што ги поминал сите оние, ако можем така да кажем, почетоци на модерната винска индустрија во Македонија. Работевте во неколку познати винари за на крај да стигнете вие до ваша винарија Дане Хермес. И сега претпоставувам, ако сега сте 30.000 флаши, претпоставувам проекциите кои што ги правите за понатаму одат малку повисоко. Прв пат рековте година во Македонија? Да, од минатиот април, така да сега ова ќе биде со втора берба. Добро, која се појавува. А претходно каде се продаваше? Само таргетирано некој кој што ќе нарача? Претходно си беше директно за клиенти во Чешка, во Словачка, во Хрватска, во Словенија од 2020 година, а бидејќи се одлучив да се вратам од Словенија, бидејќи работев 10 години во Словенија. Како енолог, претпоставам? Како енолог и директор на производство на еден од најголемите словенски системи за производство на вино и најголем извозник на вино од Словенија во светот. Станува збор за Пуклавец Family Wines холдингот, кој што е систем од 3 винари, 2 во Словенија од по 5 милиона литри и има една во Македонија од пола милион литри. И како е разликата, која е разликата помеѓу Словенија и Македонија? Голема е? Па во принцип во делот на стручноста, на стручниот кадар, меѓутоа кај на стручниот кадар за жал е дефицитарен, а во делот на стручноста горе-доле сме тука негде, меѓутоа разликите се големи во другите аспекти во однос на корпоративната култура, во деловната култура, во начинот на водење на бизнис, во мајндсетот кај самите луѓе, така да има доста драматични разлики. Добро, Дане, можеме на Дане, така? Да, апсолутно. Бидејќи е подкаст и одиме малку онака по приватно, ако може да се каже, јас ќе прашам лаички, на пример, каде словенците вино? Обично ние бевме тие во таа Југославија кој што беа земјоделска нација. Ние имавме лозови насади. Добро, можеби и Србија, меѓутоа од каде словенците вино? Па да, сосема сте во право, бидејќи јас сум од Неготино. Во Неготино постоеше една голема винарија која што се викаше Повардари и која што беше многу во тоа време, во време на Југославија и прочуена, би кажал, од Тиквеш, од Кавадарци. Да, Смедеревка чива беше? Па и на Тиквеш и на Повардарија. Повардарија, да, направи бренд со Country Red, Country White во тоа време. И, да, ми текна сега. И токму со тие вина, значи, се имаше всушност цели композиции на возови, бидејќи Повардарија е доста стратешки, би кажал, поставено над железничката пруга во Неготино и буквално цели композиции со вино се полнеа, возови, тоа од татко ми што ми има кажувано, бидејќи тој беше 20 години директор на производство во Повардарија. И директно во Словенија. Во Словенија вино во самиот систем, значи виното се брендира и се пакува и понатаму Лондон беше еден од најголемите пазари во време на Југославија, кое што македонското вино завршувало на тие пазари. А додека денес вака расцепкани, тоа е многу тешко, дека не е изводливо, има дел од македонски винари кои што извезуваат во UK, меѓутоа е доста драматично се сменети околности. И во оваа насока што правевте во Словенија? Има тие свои насади така? Да, апсолутно. Бидејќи таму е прво ладно. Сега ја одам по некоја таква логика, кај нас има повеќе сончеви денови. Колку може таму да обстои лози?
Овака, јас баш бидејќи Неготино, Кавадарци, Тиквешкиот регион буквално е во летниот период температурата збориме од јуни до крајот на септември, дневните температури се често над 40 степени. Отидов за да работам во североисточниот дел на Словенија, Штајарска Словенија, која што граничи со Маđарска, со Австрија, значи cool climate, каде што Sauvignon Blanc е еден од најдоминантните сорти. Меѓутоа, таму исто така се постигнуваат белите сорти на вино, се доста застапени, значи Sauvignon Blanc, Шипон или Фурминт, Рајнски ризлинг или грашевина, Пино Ајде Блан. преведеме на луѓето, вака како доктори зборувате. Знаете, Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, да кажеме, мене вино не ви значи, ја сега кој што има еве да кажем со овака со народски речи народски, кажем. да, луѓето веќе мислам дека и во Македонија Веќе винската култура почнуваат, веќе да. почнува, така да Sauvignon Blanc како сорта го знаат. Можеби Пино Блан, кој што е бел бургундец, бидејќи народски кажам има сив бургундец, Пино Гриджо и Пино Ноар или црн бургундец. Овака поќе разберат. Овака поќе разберат. Затоа Ризлингот е ризлинг, нели да кажеме, само се исто има рајнски ризлинг и италијански ризлинг. Италијанскиот ризлинг исто синоним е грашевина, кој што исто го има во Славонија, во Хрватска, во тој дел исто така доста застапен. Така да климата во Словенија во тој дел, во североисточниот дел, Штајарска Словенија, доста е поволна за производство на бели вина. Додека другиот дел би кажал границата према Италија од Випава, Гориција па се до доле до Лука Копер, до Копер е пак погодна за производство на црвени вина, каде што таму како сорти Мерло, Каберне Совиньон и Ширас претежно се застапени. И се насочени кон винската индустрија словенците? Апсолутно да, апсолутно да. И еве ние на пример како во компанијата која што работев, годишно извезувавме негде околу 3 милиони флаши, претежно на пазарите во Бразил, во Англија, во Холандија, така да Кина, Русија пред војната со Украина, така да тоа е тоа од една страна, од друга страна треба да знаете дека Словенија е транзитна земја и има многу туристи, а исто така и туристи кои што таргетирано доаѓаат во Словенија и потрошувачката на вино таму е доста поголема во однос на Македонија, од една страна, од друга страна пак тоа е поврзано и со начинот на живот и куповната моќ на населението. Да, начинот на живот кај нас ние некако научени, знаеш, кога ќе пиеш вино од вермињата, сега кога споменавме Смедеревката или литар со литар, она шприцерот или па со сокчен или она познатото, познатиот бамбус. Бамбус. Така е. А тоа говори за квалитетот, например, зашто го размешуваат виното? Тоа е во самите навики на шприцер или бамбус. Зашто демек? Тоа е во самите навики на луѓето, на некои луѓе виното можеби кисело или кога е многу топло времето, малку кисела вода за да се освежат како замена за пиво. И така во тој контекст. Сега создаваме и ние некоја винска култура, иако Македонија како Македонија, секаде имаш луѓе кои што нели разбираат све, па разбираат и вино, но изгледа дека не разбираат сите вино, бидејќи на прсти можеме да ги изброиме луѓето. Знаеш како, кога ќе отидеш во Македонија има, меѓутоа не е тоа како во поголемите метрополи во бивша Југославија, каде што има прво келнерот разбира што вино ти носи. И кога ќе ти сипе во чаша, па ти пробуваш, дегустираш и кај нас као нешто, ја имам впечаток дека некој голем дел глумат дека не ни разбираат. Јас, например, да, можам да разбирам бело, црно, розе, меѓутоа да ми ставиш неколку вида црвени кои што нема шанси да препознам. Да се препознае, да. Сега некој ќе рече па демек јас ќе препознам, а нема врска, така? Сега вие може да препознаете. Без ништо може да препознаете точно. Начално јас сум исто така и меѓународен интернационален вински судија. Судам на едни од најпрестижните надпревари за вино како Мундус Вини, конкур Мондијал до Брусел. Значи првото е во Германија, второто е интернационално, потоа селекционе де Синдако во Италија. Така да ние како енолози драматично се разликуваме од што ги рековте келнерите или популарно тие се нарекуваат сомелиери за вино. Има во Македонија, да не се лажеме. Има неколку и тоа добри кои што можат да парираат во светски рамки. И сега разликата каде помеѓу енолог и сомелиер? Енологот во виното бара
маната и недостатокот. Додека сомелиерот бара како за да го спари тоа вино со одредена храна, какво може доживување Тоа е на оно со ова самиот храна ви оди тоа и тоа ви ви оди препорачуваме тоа и вакво Да, вино. меѓутоа вие сте исто така сосема во право. Во Македонија има еден фолклор, така на, ја би рекол, на малку преувеличување на тоа луѓето колку глумење разбират, малку, шминка, глумење, така да Аха. постои тој контекст, значи тоа е еден помодарство, би рекол, исто така и културата на уживање на пури, не секој разбира Така да е. ужива во пушењето на пури, повеќе за социјалните мрежи отколку за самиот начин и чин на уживање, така да има од се по нешто. Многу, дали Дане е многу строг кон сопственото вино? Апсолутно да. И Што бараш? Која линија ја бараш? Ја уживам кога ќе се напијам, на пример, и ова е лаички. Чаша вино кога ќе се напијам бело. Сега исправиме дали е исправно. И ако седиме со сопругата и кажам, пробај го ова, сега да не именувам име, како да го јадам грозјето го осеќам. Дали тоа е тоа што треба да го добијам ја како крајен потрошувач? се зависи од сортата, зависи од типот на вино и зависи од староста на самото вино, така би кажал. Што е добро вино? Како да препознаеме добро вино на вкус? Нели, сега, види, суво можам да препознам. Кој е суво? Јас сум посклон на по-благо малку. Так. Што е добро вино? Ајде прво, така е анекдота прво за што е добро вино, па ќе кажеме добро вино кое е? Да го има во големи количини, да се пие многу и да е бесплатно. Тоа е добро вино. Добро. Да кажеме, нели, за просечниот консумент, мала анекдота. Меѓутоа шалата на страна, добро вино значи треба да ги има сите сортни карактеристики на самата сорта на грозје. Значи доколку е каберне, треба да има карактеристиката на самото типично за генетскиот потенцијал на сортата каберне, значи треба да има зачински тонови, треба да има овошни тонови на ситно зрнесто овошје, треба да има доста силна танинска структура во првите години, доколку станува збор за зреано вино во дабови буриња, значи еволуцијата на танини треба да отиде на напред, да има една мека, елегантна структура на самото вино со долг финиш, кој што ќе трае. Тоа е од една страна. Од друга страна, долговечноста на едно вино исто така зависи во многу и од самите услови на чување на вино и треба да знаете дека и самото вино е жив организам, односно си има свој почеток, односно рагање, своја младост, свој потенцијал, максимум потенцијал и потоа период на деклинација, односно на опагање. Сето тоа зависи, повторно ќе кажам, од тоа колку е виното само проектирано во лозовите насади, бидејќи ја знаете поговорката дека виното не се раѓа во винаријата, туку се раѓа на лозовите насади. Од лозовите насади почнува се. Што значи тоа? Тоа значи колку е приносот на самата лоза по хектар, колку е понизок, толку се добива грозја со по-силна, би рекол, структура со органски материи кои што подоцна ќе допринесат за развојот на тоа вино во едно врвно вино и потоа самите енолошки практики внатре во самата винарија, доколку се бели вина, каков е оксиџен менеджментот во самите вина, потоа танин менеджментот кај црвените вина, па потоа сите операции на зреење, нега, флаширање, пакување на самото вино и потоа зреење. Бидејќи еве со моето 22 годишно искуство на вино, имав јас прилика да 10 години да ја водам една од најголемите архиви на стари вина на Балканот, а и во југоисточна Европа, и таму има берби од 1952 година. Значи вина како Рајнски ризлинг, како Пино Бел, кои што се бели вина, може да замислите. Како 52? 1952. И тоа, кога го отвориш сега, вино ќе биде... Е во совршена кондиција. Али како? Тоа е така, бидејќи на секои 5 години виното се отвара, се проверува здравствената состојба, тапата, дали е во ред тапата и секако дека има некоја евапорација. Како ние да знаеме, например, дали... Со дегустација, тоа со дегустација. Со дегустација, и се надополнува едно од друго вино и се коригира нивото на сулфурен диоксид натре во самото вино и потоа повторно се става на одлежување. Така да тие стари вина се исто така работа на генерација на енолози во самиот подром. Значи не е тоа дека сега сме го наполниле виното и сме го оставиле таму да седе и после 20 години ние го отвараме и какво е ова вино. Тоа може, меѓутоа позади има доста нега. Данес жишето треба да ако стои, например, кога имаш дома, треба да е легнато или треба да стои? Има врска? Да, има врска. Подобро е да е легнато, на тој начин на долниот дел од плутата е секогаш
секогаш натопена, така да има помала размена на гасови помеѓу виното и атмосферата, така да подобро е секогаш да е натопен. Добро. Татко ми имаше едно вино Белан. Така беше Белан. Белан, да, или Гренаж Блан, така. 78 година, ова ќе го отвориме за твојата матура. Ми текно сега, ако тоа било 78, кога сум се родил ја, Така. и стои. И то може да стои, например, 18 години. Па доколку И да го отвориш, нели, обично тој е менталитетот. Ова ракија или ова вино ќе го отворам ќерко кога ќе се мажиш или кога ќе се карикирам. Да. Па гледате, тоа е повторно, ќе кажам, од самиот начин на производство, како било во лозовите насади, каква е здравствената кондиција на самото вино и доколку е чувано, не знам, на собна температура. Што значи собна температура? Собна температура летно време е 27 степени, 26. На собна, баш на соба. Да, зимно време, во регалот. да, зимно време е 21, 22. Аха. Така да тие процеси на зрење и на детериација се образуваат со овие температурни амплитуди, бидејќи виното треба да се чува на пониски, на 10 до 12, значи во подрумски простори, така да и тоа има доста, би кажал, влијание. Меѓутоа, повторно ќе кажам, зависи од оксидативниот капацитет на самото вино, можеби да се погоди и да биде супер вино. Добро, која е идеална температура за црно вино? Собна температура, која ќе кажа. Собна температура, тоа што реков, нели, значи црвените вина се сервираат од 16 до 18 степени, белите од 10 до 12 и розе виното исто од 10 до 12. А зашто на белото секојаш сакаат стави милет? И некако оди лед, например, на бело вино оди лед отколку на црвено. На црвено, да. На црвено се губи дури вкусот се губи. Ди густибус non disputandum, нели, старите латини, старите латини рекле за вкусовите не се разговара. Тоа е повторно има врска со самата температура на виното. Можеби некој преферира да пие поладно, а не е така разладено, бидејќи посебно во Македонија исто така постои тој фолклор, угостителите или да виното не е баш на соодветна идеална температура на сервирање. Кое вино е твое или ваше, бидејќи си работел во многу винари, кое можеш да кажеш ова е мое вино? Можеме да кажеме? Во кој контекст? Па не знам, например, сега сте работеле во Бовин, карикирам, Така. тоа е едно од првите приватни винари. Можеш да кажете, ова е не благодарение на мене, туку јас се заложив за него. Сега да не ги редам, нели, Император, не Така, знам, да. Александар и така натаму. Добро, еве како Еве куриозитет, Дане Хермес, да. како сакате. Како лично е така, ако да кажеме како вино, од винарија Стоби Вранец Веритас, тоа беше нус производ на мојот докторски на мојата докторска дисертација и тоа е докторат кој што имаше апликативна и практична примена, значи комерцијален дел се разви комплетна нова линија на вино Вранец Веритас, кој што ги доби уште во првата година сите меѓународни награди, златен медал во Германија, во Англија и потоа стана ајкон вино во тоа време, додека ја водев винарија Стоби, беше едно од најизвезуваните вина во Европа. Ама тоа е достапно и вака и за за потрошувачка, широка аудиториум. И така. се уште го има. Да. По што се разликува, вие споменувате за виното како вино, значи битно е што ќе роди годинава. Меѓутоа цена има разлика на Има на драматични разлики во од 130 денари, карикирам, шише, литро и пол до не знам 50-60 евра. Ја говорам оно што го гледаме во маркетите, инаку има вина и по илјадници и евра. по илјадници, по 1000, евра. 2000, 3000 евра. Кој е најскапо вино? Па зависи од година во година, претежно се од Бордо, да кажеме така, вината се водат како најскапи, тоа некои постари години, постари берби, претежно Шато Петрус, така да Колку е Па цена? се зависи али околу така меѓу 2,5 до 4000 евра шише би дошло. И има на вистина разлика? Па, Кој ќе се напиеш? Гледайте, има. Сигурно си се напил. Сум се напил. Има разлика, меѓутоа не е така за да биде оправдана таа цена, така би кажал, бидејќи виното треба да знаете дека е и повеќе и имидж и лајфстайл. Значи, ако збориме генерално колку би било реална цена, максимална на производна цена на едно вино, тоа не надминува во најдобар случај зборам, ајде се лака за аудиториумот, некои 30 до 40 евра во било каде на земјината топка. Добро, значи поентата што е едно маркетинг, друго создаваш бренд, трето
па и да не може секој да стигне до Да биде достапно, да биде available за секого. секој. Така и на тој начин создаваш не мите можеби прегруб збор, меѓутоа создаваш чувство на елитизам, така. Тоа. А Франција е убедливо на прво место или Италија кога е во прашање виното? Претежно ја се менуваат, меѓутоа Франција најчесто. Франција, Италија, Шпанија се првите три земји, следени од новиот свет Чиле, Аргентина, Нов Зеланд, секогаш измеѓу е Португалија, во зависност Нов Зеланд ме изненадува. Од каде Нов Зеланд вино? Нов Зеланд И гледам дека и тука стигнува тренд. Знаеш ке нас знаеш како е тој, ќе стигне некое да. чоколадо едно се, и сите се треска. Сега гледам сите Нов Зеланд вино. Океј, Шпанија знам сангрија, ама Да, така. така, сега вино сме знаеле, Франција, Италија. Македонија го има генерално тој, би кажал, проблем, дека секое вино кое што е увезено во Македонија мора да е подобро од тоа што го имаме дома. Значи, ние исто и со минералните води, исто го гледам тој, да кажам, тренд, така да треба малку да се свртиме кон себе и да го поддржиме повеќе домашното производство. Па добро, да видиме... види, јас, извини што те прекинувам, малку сум среќен овака кој ќе ги видам по Белград, по Загреб, кој ќе видам македонско вино, така ми прави на рафтови. Да, тоа Субава сакав цена, ми прави малку да, кеф. Да, тоа онака. сакав да го кажам И понатаму. не препознаваат, знаеш, кој ќе Македонија генерално има добар имидж во Европа и нема ништо лошо во тоа и во Македонија да има странски вина. Напротив, треба луѓето да имаат широк диапазон на секакви можни вина за да пробаат, меѓутоа треба секогаш да си го цениме домашното пред и над се останато. Тоа ми беше поентата. Во делот на македонските вина на Балканот, значи тоа е Србија, Хрватска, Словенија во еден помал дел, така да на Балканот тука сме познати со вината, додека во Европа ние веќе колку преку вина од Македонија последните 25 години вино се извезува, меѓутоа тој пат е доста макотрпен и тежок. Тешка е конкуренцијата или тешка, голема е конкуренцијата или не ти дозволува да влезеш? Не, виното е едно од најкомпетитивните бизниси кои што постојат во светот, а бидејќи сите земји произведуваат вино, веќе и Обединетото кралство, United Kingdom е сериозен производител на пенливи вина, така да тоа кој би го рекол, веќе вино се произведува и до Копенхаген. Се пенливо вино е вино или е шампањец? Шампањ, народски кажано шампањ, меѓутоа нели шампањ како процес, како е исклучиво од областа шампања, така да за тоа пенливо вино говорим. Значи добро, за тоа зборувам. А зашто ние не успеавме да изградиме еден мит, труд кон виното, например, као што се хрвативе, например, со нивниот познат пиел. Као кој ти таму ако не се напиеш домпериња. Да, делумно се согласувам, делумно не. Ја би рекол овака, Македонија е... Па не, тоа е благ пиел, окей, да. Так. Убав е, меѓутоа, чекај, ние имаме вина. Ја би рекол овака, Македонија е библиска земја и од овде поминуваат и Вија Игнација, стариот римски пат, значи античкиот локалитет, Стоби и сите останати локалитети говорат и сведочат за производство на вино, дека датира од тоа време на овие простори. И ја би рекол дека ако свртите еден камен во Македонија на почвата, ќе најдете некој артефакт или некоја сведочење токму за тоа. Така да ние како традиција во Македонија тоа го имаме, посебно со ајде да кажеме од 98-99 кога почнува приватната иницијатива во Македонија, па преку 2005, 2010, 2015 Македонија драматично има експанзија во однос на квалитетот и производството на вино, меѓутоа тоа е генерацијски патот кој што треба да се изоди, не е во винарството не можете да имате успех на 3 години, на 4 години, бидејќи не е како да продавате тон челик или не знам телевизори, туку треба време и време, тоа е од една страна, од друга страна квалитетот мора да биде постојано конзистентен, тука дискутабилно е колку го имаме тоа, зборам генерално сега, и понатаму имиджот на самата земја, бидејќи ве рекол, ја спомнавте Хрватска 20% од GDP-то има од туризам. Значи таму доваѓаат луѓе сериозни, луѓе со многу пари, со силна куповна моќ. Да, тие знаат да ја направат, да направат приказна да направат. Ние ни приказна некако како да не умееме да правиме. Па на кој ќе на направите исклучоци последните 15 години каде што се направија и овие семени визби, па
визби каде што може да отидат, има неколку приватњаци кои што го работат тоа. Па еве, ние сите природни богатства во Македонија полека, но сигурно ги, за жал, не водиме доволно сметка и тоа е повторно поврзано со тоа, со екологијата, со агротуризмот. За да го имате сето тоа, треба за да имате чисти предели, да посветите повеќе внимание на имиджот на самата земја. Кај нас, за жал, во моментов, зборам во последните 32-3 години независна Македонија, тоа многу малку некако се посветува внимание и од тука треба да се бараат тие резултати. Не знам дали државата треба да помогне или ние како луѓе, вие правите многу, сите вие кои што сте во тој вински свет и се гледа дека тоа се породилни маки, дека некако таа индустрија се бутка, говорам за врвна финска индустрија. Да напишеш вински пат, винско село, нели кога ќе отидеш на Србија ќе гледаш околу тој вински туризам. Видите вака, јас додека работев во Македонија до 2016 година, често бев на роуд шоуа со Асоциацијата вино од Македонија, представувајќи винаријата каде што работев, и ние за тој период од некој, така да кажам, 7-8 години успеавме да на Менхетан во топ 10 најдобрите барови да има вино Вранец на чаша, вино Жилавка на чаша, во Москва, во Шангај, во Хонг Конг. Така да тежок ли тој пат, Дани? Тежок е, апсолутно е тежок. Треба многу Што барат? Како ги убедуваш? презентации, треба презентации, треба цело време да презентации, видливост, да имате добра видливост таму и да ги повикувате потенцијалните клиенти да дојдат. Исто така винските критичари, винските новинари се маст кои што мора да дојдат за да креираат таа имидж, таа слика за Македонија како врвна винска дестинација. Кај нас има вински критичари? Ама вистински? Па во сам зароди ше би рекол, така да во Некој што стварно кој ќе каже дека ова вино е добро да се напише или повеќе на помодарство, на инфлуенсерство. Повеќе на помодарство, на инфлуенсерство и на така, би кажал малку. Така да се уште е во зародиш тој дел. Добро, тоа треба да се гаи. Јас сум за тој вински туризам да се гаи, затоа што ги имаме сите предиспозиции, особено таа тиквешија поврдарија таму каде што се и лозовите насади, но треба малку поголема грижа и од наша страна. Таму сега и не знам како ќе биде годинава, лани кога беа пожарите, лани беа така. Минатата година беа пожарите, да, минатото лето тоа беше една девастирачка слика во однос на таа елементарна непогода која што ја затекна тиквешијата. Така да добро беше на повисока надморска височина, лозовите насади останаа интактни, односно немаше проблем во делот кај лозовите насади или можеби многу малку, меѓутоа треба многу да се посвети внимание. Водата, исто водоснабдувањето е еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваме, бидејќи со климатските промени и нерационалното користење на вода во Македонија. Исто така тоа представува еден сериозен предизвик во наредните 5 години за лозарството како гранка. Бидејќи тие канали кои што постојат за водоснабдување изминативе 33 години се слабо одржувани, а во меѓувреме не е изграден ни еден нов мелиоративен систем. И сега некако како вие и уште 3-4 останавте веројатно сами да се борите за да биде таа винска индустрија. Знаете, кога ние за вино дознаваме, ние ќе видите на пример во Хрватска некоја добра приказна, говорам телевизиска, како двајца се собрале, па прават, не знам, одгледуваат маслинки, па од тоа прават тули, и сега тој ја прави, па користи, не знам, вакви фондови, такви фондови кај нас. Ретко ние можеме, например, да најдеме, еве сега Дане го имаме, Дане Јованов, ајде да отидеме да видиме како изгледа винаријата, или Свето, карикирам, или Бовин, знаете, тие се оние кои што се најекспонирани да направиш една приказна за кој што на крајот ќе заврши нели чашава која ќе вртиш потребна и таа успешна приказна малку да се представи не за нас и во светот. Ние мораме да го развиваме тој вински туризам. Ова зашто го велам? Колку, например, врти тој пазар, колку пари врти? Не е сега, например, као машини за перење, меѓутоа во светот колку пари се вртат, ако едно шише знае да стигне до 3000 евра. Па зависи, тоа повторно зависи од година во година. Еве за во Македонија можеме да кажеме, значи од исто и во Македонија бројките варираат. Меѓутоа во просек се од 60 до 65 милиона евра годишно, што е
доста мал, ја би кажал, еден обрт годишен на винската. Тоа е само обрат на пари. На пари, така? да. Една посериозна компанија ја врти повеќе пари во текот на годината, така да Сигурно нека посериозна компанија толкав профит би имала. па 60-65 милиони евра. Да, би Аха. зошто за не. Така, меѓутоа треба да знаете дека од винарството во Македонија живеат околу 10.000 семејства, пута 4, тоа се значи околу 40.000 луѓе, значи еден помал град или седен град во Македонија обстојува токму од лозарството. Од лозарството и винарството како гранка и виното после тутунот е втор најизвезуван производ кој што учествува во бруто домашниот производ. Ова не сум знаел. Втор. А како земја, повторно бројките варираат, меѓутоа сме, од година во година, меѓу 10 и 20 место во светот по извоз на вино, како индустрија. Па тоа се бројки кои што За се почит. за почити, за пофалба. Да. Не знам зашто, например, ние не инвестираме во тоа кога ги имаме сите услови, тука одиме, знаеш, еден ќе тргне сите по него, ај сега ќе правиме фотоволтаици, сите тргнуваат по фотоволтаици. Тоа е голема штета сега со одиш, фотоволтаици. Зимаш страшно голем број на земја, кое што можеш да Плодното земјиште искористиш. се Така, тоа после се не е упропастува, употребливо, тоа е така и да заврши. неповратен е тој иреверзибилен е тој процес. И тоа е мощно, ја би рекол, проблематично. Иако и таа енергетска независност на секоја земја е секако и повеќе од потребно, меѓутоа има и други локации каде што може да се градат тие фотоволтаици, тие централи. И не мора сите да градат. Па јасно, да. Не е тоа спортска прогноза сега, сите еден ќе тргне и сите по него. Во тој дел исто ветерниците се можеби подобро во обезбедување на една по-диверзитетна, различна видови на зелена енергија. Чиста. По-чиста, бидејќи ветерот дува и навечер, не е само преку ден, додека фотоволтаиците се ограничени на одреден временски период. Али штетата што се прави на местата каде што можеш да има земјоделско производство е навистина неповратно. Значи таа и да не работи, да ја тргне сега, тебе ти треба колку после години ти треба за да лозарството стигне... и винарството треба да знаете е овака, значи за да се направи едно вино потребни се минимум 3 години од подигање на лозов насад. Меѓутоа треба 7 години за лозовиот насад да дојде во максимална кондиција, за да го имате првиот ултра квалитетен род, каде што може да кажете, еве го произведов тоа вино, и тоа вино вие ќе го продавате доколку е црвено после 2 години, значи 9 години. Така да тоа, повторно ќе кажам, лозарството и винарството се повеќе годишни, треба планирање со децении, а не е инстант, нема инстант резултати. Па, добро, и затоа е толку и скапо за да се Аха. произведува вино, бидејќи повторно ќе кажам, и cash flow е посебна наука во лозарството и винарството, бидејќи еве сега уште малку ќе биде Свети Трифун, денеска е 30 јануар, Свети Трифун е за 14 дена. За нас веќе новата година е почната, бидејќи има интензивно луѓе кои што работат во лозовите насади, а тек сега ќе почнеме да ја продаваме минатата реколта за белите вина, а за црвените пред минатата. На платата на таа ќе дојде наредната 2026. А во меѓувреме треба да финансирате сериозни средства. Добро, битно сите ќе дојдат сега на закројување, така. Да. Па на тоа на закројување сите од тоа ќе Так. ќе закројувате и вие, па тоа е битка кој каде ќе се појави на закројување, али но добра традиција во секој случај, но Апсолутно, сум за да. повеќе, за поголемо инвестирање, нека не биде тоа државна помош, како сакате, фондови, не можеме да користиме европски. Не, се користат фондови европски, се користат преку националната платежна агенција, има ИПАРТ програма која што е достапна на земјоделците преку различни мерки во подигање на насади во еден дел, и тоа треба да се искористи, бидејќи кога еден ден Македонија доколку стане член на Европската унија, ние ќе немаме право на подигање на нови насади, бидејќи таму има субвенции за ископачување, бидејќи од хиперпродукција на грозје во Европската унија, во дел од земите, каде што овие европски фондови околу 70% се европски, 30% е од националниот буџет. Има значи пари достапни за компаниите кои што се од агро секторот, меѓутоа тие се таргетирани временски, така да исто така бидејќи винарството и лозарството се гранки кои што ако чекате времето ќе ве согази, ви мора да инвестирате постојано, се со неправилен распоред, така би рекол, така да банките се исто така верен сојузник на компаниите во делот на поддршка на бизнисите. Значи, за да извадиш една флаша вино, карикирам,
да ја продадеш, тебе ти се потребни минимум 9 години. Да почнеш од Не, нула. тоа е за подигањето на за да почнеш од нула, така да јас ако сакам. Ајде, не, добро, 3 години нели ќе почнеш така, мислам нема Па добро, дема сега не можеш одма да го продадеш виното, сега нема шира да продаваш. ширане 4 години, ајде, ако почнеш да 4 години така, е минимум, 4 години. 4,5 години за бело вино, 5,5-6 години за црвено, еве така да ги скратиме малку, а доколку се направи супер премиум вино, значи да биде зреено 2,5-3 години во дабови бурења, значи доаѓаме лесно до 8-9 години. И додека се наплати една декада. Го познаваш ли кога ќе излезе како на филмовите, кога гледаме вака под допир, кога ќе го познаш ли ова ќе биде топ година? Знаеш да познаеш? Па да, генерално да, тоа произлегува од повеќе годишното искуство, 22 берби се позади мене, така да генерално да, меѓутоа тоа повторно ќе кажам дека во многу зависи бидејќи има нели како и се во животот моменти и работи и ситуации кои што многу ветуваат, после испаднале јалови, исто и со виното доколку не се посвети соодветно внимание на самото вино низ текот на годините. Тука тоа е лимитирачки фактор. Ако имаме 60 до 65 милиони евра обрт на пари во таа винска индустрија, профитот колку проценти е? Па зависи од компанија до компанија, али не е многу висок и проблем во Македонија е што исто така многу од компаниите амортизацијата не ја стават внатре како ставка, таа е сериозна ставка, цело време викат ако нели се говори дека ако ја ставиме амортизацијата, тогаш сме така или сопствениот труд не се. Што е амортизација кај вас? Па амортизација во објекти, во опрема, во лозови, насади, така да. Во бурињата? Во бурињата, да, бурињата, тоа е добро прашање овака за аудиториумот. Бурињата се треба да знаете дека се менуваат на 3 години. Тоа знам, мислев на 4, ама на 3. Тоа знам дека 3 се менуваат. 3 до 4, може и 4, зависи од да. хигиената како се чуваат или некои 3 полнења. Значи, вие треба да знаете дека Зашто мора да се менува? Заради тоа што дрвото веќе дрвото веќе се ја завршило својата работа, односно екстракцијата на сите да кажам елементи од дабовото буре се екстрахирани и тоа веќе нема. И се треба ново буре. Треба ново, а едно буре такво 225 литри веќе со сите поскапувања пост-ковид во рамките од 850 до 1200 евра, зависи од типот на буре, селекција на дрво, колку време е зреено тоа дрво. И така да тие дабови буриња се менуваат по принцип на ротација, значи се купуваат првата година 100%, пример 10 буриња, наредната година 3 нови, така да во циклус од 3 години да имате извршена промена на целокупното количество. Па добро, за да почнеш вински бизнис колку пари ти требаат? Па треба доста. Така? Ако збориме за да почнеш на професионално ниво. На професионално ниво, ако се реше, значи треба голема инвестиција. Да, треба голема инвестиција и од тука многу значи, ретки без 100.000 евра не можеш да почнеш. Многу така? ретки се фамилиите во Македонија на кои што винарството им е основен и единствен бизнис. Бидејќи за токму овие бројки кои што ги говориме и симулираме, говорат дека треба сериозен почетен капитал за да влезете во производство на вино. Нашите винари го користат само нашето грозје? Да, грозје во Македонија генерално не се купуваат. Последниве неколку години има некој увоз на вина наливни за други потреби, меѓутоа генерално грозје како грозје за правење. Не, грозјето во Македонија се користи исклучиво за производство на вино. Помал дел од тоа грозје завршува исто така на околните, во Србија, во Босна. Али генерално Чекај, грозје на Србија и во Босна за производство на вино или? Да. Аха. И оно што ќе остане за мало продажба. Не, тоа е друг, тоа е трпезно, тоа е трпезно грозје, тоа е друг сегмент, 20% од прилика од целокупното производство на грозје во Македонија отпаѓа на трпезното или конзумно грозје, грозјето кое што го гледаме на пазарите и во маркетите. Да. Што друго е вино, друго грозје за вино? Да, апсолутно. И тоа грозје што не се пакува, што останува, тоа е солидна база за дестилација. Потоа се прави вино и се дестилира во познатата македонска жолта ракија. А за ракија е друго вино или не? Па претежно од трпезните сорти. Добро, тоа научени сме да гледаме, ние уште ќе нас варат, нели, она кој ќе извадат казаните и тоа е како се вика традиција. Да. Вака европјаните тоа тешко дека ќе го дозволат. Знам неколку македонци во Австралија кои што имаат извадено бурињава. Не бурињава, туку да варат ракија казаните. Казаните, па дошла по полиција. Да. Ја паметам како дете, на пример,
Сме имале грозје, не, тоа во некои големи количини ниту сме произведувале вино, но сме имале грозје, онака се чувало и најинтересниот момент за нас, сега тоа го има и на филмовите, кога ќе се собере, па кога ќе не качат како деца, да газиме врз него. Што е поентата на газењето на? Поентата Освен на што е еден вид на традиција, што е... Да, поентата е, ајде да кажеме, прво тие фамилиарни вредности на социализација, на традиција, нели започнува гроздоберот, целото семејство, збориме за минатите времиња за кои што говорите. Па ќе не кача, вие, па воднија во тоа на приколицата од трактор, семејството е среќно, весело, сите заедно, сите. па постарите се весели дека родот е собрано за нивата, помалите дека имаат, нели, ете шанса малку да се поиграат со сите тие сокови од гроздето, бидејќи тоа е леплив, благ, сладок во тој дел, а исклучиво ако е од технолошки аспект, значи тоа ја заменува работата на гроздомелките, односно гроздето кога започнува да се мели и нели да влезе во производствен процес. Интересно вашава работа. Колку сум бил неколку пати на дегустација на вино и сега оној кој што разбира, например, од сомелиерите кои што носат, тие истурач, дали ти не можеш да ги допиваш сите, пошто колку, ако се 12, не знам, видови на вино, па ќе се направиш, како беше оно во виното е вистината, да. Инвиноверитас. Инвиноверитас. И сега пробуваш по една голтка, по две голтки, па како оди, ти си поспецијалист за тоа, бидејќи си судија, например. Да, еве на професионалните надпревари за оценување на вино, значи виното се оценува од аспект прво на боја, значи бидејќи бојата може многу за да каже за здравствената состојба на самото вино. Што значи тоа? Кај белите вина бојата мора да биде зеленкава, жолтеникава, а да не биде амбер или длабоко жолта. Доколку е амбер или длабоко жолта, тоа говори дека виното е веќе старо и ретроградните оксидативни процеси се веќе сериозно започнати. Ама ќе се фурам на некој кој ќе излезам со старо тие вино. Кај црвените вина, кај црвените вина, значи бојата треба да биде таква длабока рубин, интензивна црвена боја. Да, тешко сега. Кај белото можеш да приметиш, кај црвеното не се приметува, а доколку станува збор за постаро вино или кај што тие ретроградни оксидативни процеси се веќе започнати, таму бојата е повеќе према теракота, према керамида, така да од тој аспект бојата кажува многу за здравствената состојба. Потоа виното нели нежно се завртува, тоа има зошто се завртува. Зашто се завртува? Кај нас од шалам се завртува, да ме разбира. Се завртува бидејќи на тој начин се менува молекуларната структура на виното од еден аспект, а од друг аспект се интродуцира воздух во самата чаша, а во воздухот знаеме дека има 21% кислород, кој што е доста реактивен со испарливите компоненти. Тоа ти знаеш, ние немаме појма, знаеме, ние 21% од кај ќе знаеме, ќе заврти, тој знае 21%. Наеднаш имаме една експлозија на ароми и овде сега значи се гледат доколку се бели вина, дали имат или колку има интензитет на цветни ароми, на ароми на коскесто овошје, на лозарска праска, потоа дали има малку минт, еукалиптус, зависно нели од сортата на самото вино. Кај црвените дали е ситно зрнесто овошје што зборевме за каберне, кај вранецот мора да има слива, темна слива, мармелад, джеми, доколку станува збор за посериозни вина, потоа вина кои што се зреени во дрво, значи таа ванила, кафе, тутун, бел бибер, личи во еден дел, така да многу аспекти се во тој дел. Потоа кога се пробува самото вино, значи сензорите, рецепторите ги имаме за сладко, кисело, горчливо, така да исто се оценува и тој баланс на киселините, шеќерите и каков е вкусот на самото вино и потоа колку е долготрајноста на тој вкус. Така да на тој начин можеме да дадеме една комплетна оцена за едно вино. Со тебе може човек многу да говори за вино и да научи многу за вино, иако не знаат луѓето дека 21% кислород, тоа сигурно не знаат. Ти тврдам дека некој знае, добро. Не, честни исклучици, меѓутоа најголем дел од оние кои што ја вртат чашата немаат појма. Сега има некој кој што ќе ја заврати чашата, па ќе му се погоди некој килнар, не сомелиер кој што не разбира, па ќе отиде, па ќе донесе нова флаша, па додека не дојде. Треба обука и за келнерите. Треба ли обука и за собствениците на оние кои што продаваат вино? Што е потребно за ние да се издиференцираме или продефилираме како, не знам, добра винска држава? Знаеш, го фалат нашето вино дека има во Македонија добро вино.
Апсолутно да, Македонија е земја на многу убави вина. Јас сум генерално со винската индустрија многу горд и за напредокот кој што индустријата во целина го има постигнато изминативе 3 декади, а тоа што го споменавте на почетокот на ова прашање, работата со келнерите, со сомелиерите, со луѓето кои што се на ударниот фронт, кои што го презентираат виното, е еден апсолутен маст, значи со нив мора да се работи многу, а понатаму консументите на вино се почесто сме сведоци на развојот на таа, ја би рекол, винска култура и вински дегустации во самите винари, каде што луѓето кои што сакаат да еволуираат напред во винските вкусови, често доаѓаат, ги посетуваат винариите, каде што од прва рака имаат можност да пробаат и да се едуцираат за самите вина. Ма не, еве и да не сме ние гости, и ние да сме гости, можеби ќе ни објасни, меѓутоа и убаво е да ни објасни, меѓутоа кога ќе дојде некој странец кој што разбира, па ќе сакаш да го угостиш, ќе треба тој да му објасни ова е тој и тоа, бербата и таа, ова вие што го говоревте. Да. Значи, на тоа, добро, треба да се работи и ќе се работи и нека оди на таа винска индустрија. Генерално во светот винската индустрија колку пари врти? Обрат? Па, во милиарди е сега овака да не шпекулираме. Овака бидејќи е различно, секоја година е различно во зависност од производството на вино во светот. Бидејќи цените варираат, така да се менуваат цело време, така да не би говорил за апсолутни бројки. Инаку е во милиарди евра. Добро, често патуваш овака конкуренција, прегледуваш, испитуваш или? Како ти го правиш твоето вино, например? Што е твој вкус? Сакаш повеќе, како рече, праска, не сега праска, кога те слушав, кога ги набројуваш, што е вкусот на Дане Хермес? И дали по твојот вкус, извини што те прекинувам, го правиш виното? Да. Твоето вино, Дане Хермес. Овака, значи една од убавините на професијата енолог е тоа што е доста динамична и многу често се патува надвор од земјата, дали е за презентации према таргетирани клиенти, доколку сте заинтересирани за извозните пазари од една страна, од друга страна посета на саемски манифестации, каде што например еве во овој месец февруар сега е сајмот во Париз, во март е во Дизелдорф во Германија за вино, каде што сите светски производители на вино се собрани, така да тоа е една добра прилика за да се пробаат сите вина од сите региони, буквално од сите региони во светот во тој дел. Понатаму во делот на виното како се прави во нашата винарија, јас виното го правам во еден дел спрема мене, меѓутоа во друг дел, бидејќи јас сум не сум само како енолог, сум и сопственик на винаријата и вие треба да знаете кога произведувате нешто, кому ќе го продадете, на кој начин ќе го продадете, по која цена ќе го продадете и по кои се вкусовите и трендовите во моментов. А има и трендови кај вас? Да, и трендови се апсолутно и се менуваат на 5 до 10 години. Значи виното е како модата, така? Значи ова година е фарберка, друга година ќе биде не знам што. Во изминатава декада беше например мода да се пијат едни тешки, екстрактивни, силни црвени вина со 16-17% на алкохол, со интензивно присуство на барик, значи на така би кажал моćни вина, додека сега трендот во последна 5 години е буквално во обратен правец, веќе по-лайт, веќе има и вина кои што се без алкохол, како Хајникен 0.0, меѓутоа тие за сега не се. Ама сега вино без алкохол. Без алкохол не е. Да, јасно. Мислам, ја не е сега да не разберат белите вина исто така алкохолот во просек е намален за 1 до 2 волумни проценти, кај розе вината бојата, интензитетот исто така е понамалена и тоа се гледа дека е посветло. Да, и тоа треба цело време за да се прати и за да се следи како се диктираат светските трендови и генерално на Балканот, посебно во Македонија, тоа што е тренд денес во Европа, во Македонија стига 3 до 4 години покасно. Имаме ли податоци колку македонците пијат вино? Да, има во просек негде годишната консумација е некои слаби 25 до 30 милиона литри на вино. Колку му доаѓа тоа? Па, ајде, не сме 2 милиона жители, некои 25 литра така. Фамилија, така му доаѓа? По човек. А, по човек 25 до 30 литри годишно. Да, годишно. Па тоа е во споредба со светот малку или? Малку, да, во светот Франција беше доминантна и таму има опагање, генерално има опагање, посебно кај помладите генерации. Сега во Америка исто така е голема
дебата дали да, бидејќи некои од последните научни истражувања говорат дека исто така виното како апсолутен алкохол може да предизвика канцер, што не е точно. Меѓутоа има такви лоби групи, да кажеме, кои што се води една широка дебата и војна за да се адресира и тоа на самата етикета, што допринесува за намалување на потрошувачката на вино. Виното секогаш треба да се гледа како и старите латини го рекле тоа фармакон, значи и лек и отров. Сето е во дозата и количината. Секако претераш ти. Ако претераш нормално, со било што да претераш нормално е дека виното е секогаш кај белите вина се едни аперитивни вина, претежно имаат функцијата, додека црвените се една комплементарен додаток на исхраната кој што го прават еден оброк комплетен. Па на крајот од денот и кога ќе отидеш и на доктори после операција ќе ти каже докторот можеш после ручек една чаша црвено вино. Тоа е францускиот прочуен парадокс од минатиот 90-тите години од минатиот век, каде што на реконвалесценти од кардиоваскуларни заболувања во самата клиника бе давано и помалку, по некои 50 до 100 милилитра чаша црвено вино на ден, бидејќи има активна компонента која што се вика ресвератрол, кој што е силен антиоксиданс и ги сврзува слободните радикали во организмот и баш учествува во елиминирањето на тие слободни радикали кои што во голема мера имаат негативен импакт врз нашето здравје, претежно во делот на предизвикување на канцер или артеросклероза. Тоа ги побива сите тие тези, затоа што сите доктори велат една чаша. Се што ќе правиш умерено е нормално. И за крај во виното е вистината на вистина? Па, на вистина, да. Јас би рекол дека да, во виното е вистината, дека луѓето треба да пијат вино, меѓутоа треба, повторно ќе кажам, на еден умерен и културен начин, за да не предизвика алкохолизам, а тоа исто така е поврзано со социјалната средина, во начинот на нашето обкружување. Повторно ќе кажам дека виното треба да се гледа како додаток на исхраната, да го направи еден оброк комплетен, а не да биде основа за алкохолизам. И сега уште ова само. Ако велевте, едно време беше тренд црно јако вино. Нели обично ние знаеме сега, и лаиците знаеме дека со месо оди црвено вино. Така, да. И се уште оди. Збориме тоа за збориме за general public. Сепак од секое правило нели има исклучок, има луѓе кои што сепак си го задржуваат тој стил и си уживаат во тој, да кажам, нивен изграден стил низ годините на живот, така да за секој производ има и публика, соодветна винска публика, меѓутоа збориме генерално нели на ниво на светска индустрија. А уште ова, данес што мезе иде со црвено вино, што со бело, што со розе. Да. Така, Туршија не иде се. Туршија не, Туршија. Па нека нас знаеш све. Да, Туршија можеби со ракија, иако јас еве Не, со црвено, сега на страна, со црвено видно што иде се, прашуче. Па да, во принцип зрени меса, посилни меса, појаки меса, доколку збориме за овие црни поструктурни црвени поструктурни вина, доколку се од рангот на Пино Ноар полесни, тогаш можеби некој дивеч, така дивеч од црна или некој друг дивеч. Белите вина се со некој паста, рижото, со пилешко месо, со морска риба, сладководна риба, зелени салати. Повторно ќе кажам, и кај вината има градација, бидејќи од полесни према по-сериозни вина и така се до крај. Розе вината се пијат и сами од себе, без некое, да кажам, посебно мезе, а секако дека можат исто така како белото вино да се уживаат, доколку имат заостаток на шеќер пак со десерт, да кажем. Розе вината? И розе и белите. И розе и бели, да. Сега. А белите, значи таму станува збор за ајс вајн. Ја ќе кажем ова, на крај сме на дегустација, зашто прво се почна со бели па се оди кон црно, почнуваш од послаба, подиш кон појако или? Да, апсолутно така, значи прво се почнува од по-неутрални вина, по-лесни, тоа што реков, по-лајт варијанта, потоа малку по-структурни бели вина, за ако се има, да кажеме, најструктурно бело вино, па потоа се оди со полесно црвено и така се завршува со најсилното црвено вино. И на крај се дава ракија, а не како кај нас во Македонија за старт, нашата традиција, бидејќи ракијата кај нас претежно културата на пиење е како аперитив, а треба како дижестив, бидејќи треба да знаеме дека ние организмот го шокираме од старт со 40-45% алкохол колку што има нашата ракија во просек.
и потоа се враќаме на 10-11% алкохол, наместо да започнеме со 10-11 и постепено да дојдеме до со една ракија да финишираме. Меѓутоа и нашата традиција пак си има своји убавини, посебно во летното време со еден убав патлиџан и овчо сирење, ракијата исто незаменлив дел. И па затоа и кога ќе станете и било кој дедо да ви каже една ракија на почеток синко за да те прочисти Да те буквално, прочисти. да те прочисти буквално се. Така да аперитив, дежистив, одиме и натаму и до тие лекции ќе ги научиме и уште еден мит разбивам и завршувам. Нема врска, нели тоа не ги меше Так. виното, ти ќе се начукаш. Или има врска? Нема врска, повторно ќе кажам, на крај треба да се гледа во самата количина, бидејќи ако сме на некој ручек да кажем или некоја Добро. дегустација која што трае 2 сата и во тој период, значи повторно ќе кажам, во едно умерено друштво каде што се е релаксирано, полека, може да се пробаат 5, 6, 7 различни вина со аперитиви, со храна, значи со Така да, салати, со мезење, со разни мезење, со главно јадење, со десерт, така да некоја нормална доза за возрасен човек како вас, како мене, негде околу до 400-450 мл, значи 4 до 5 чаши, нема никаков по 100 мл, нели? Нема некој проблем во тој контекст. Дури убаво ќе се расположиш. Дури убаво, да, и малку. ќе почнеш вистината да ја кажеш. Не, за вистината треба да се напредува напред, али тоа е повторно пак и поврзано со толеранцијата и према самото, нели, вино и тоа, на пример, ако ги земеме азијците кои што немаат ензими за дигестија на алкохолот, па од 2 чаши се на пример многу побрзо ја говорат вистината, да, ја говорат вистината отколку па добро, сега европјаните. И ние ако отидеме у Москва на пример, ако ни даат водка, ние ќе почнеме на првата да ја кажуваме, тие ќе почнат на нема ни да почнат тие. До душа. Сега се обидува да направам паралела, да. Значи нема врска тоа дали ќе го измешаш црното или нема. црно со Не, апсолутно. Еј, црно пиев, не ми даве да не мешам. Не. Секогаш е тоа што го говорам, значи со бели вина полесни, па према по-структурни вина, па потоа црвено полесно, па по-структурни црвени вина и на крај може и чаша ракија, али сето да биде пропратено со храна, вода и тоа е тоа. Ти благодарам многу што беше дел од овие бизнис муавети. Направивме баш бизнис муавет околу винската индустрија. Се надевам дека ќе имате многу добар, убав плод кога е во прашање грозјето, помалку проблеми со оние кои што продаваат или со лозарите и повеќе вино и дома, но повеќе извози надвор од Македонија. Ви благодарам на можноста исто така и поздрав до сите гледачи. Дане Јованов, Дане Хермес, винарија Дане Хермес во бизнис муавети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Благодарности до нашите пријатели Форманова, formanova.com.mk. Благодарности до Трент Ангел, исто така наши пријатели од Охрид, со своји предавници не само во Охрид, туку и во Скопје. Благодарности до вас што не гледавте, а ви закажувам нова средба за 7 дена. Довидување.